гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Филипче одби лидерска средба. Средба нема, техничката влада останува. За Мицковски одлуката е неодговорна. Пораките се збунувачки, доскоро тие бараа лидерска средба, сега кога има лидерска средба, ја одбиваат. Инфлација од 4,1% на годишно ниво измери државната статистика. Во 2025-та поскапело речиси се, дали затворањето на маркети ќе ги стабилизира цените годинава. Поројните дождови предизвикаа поплави, алармантно во Кичево, над 100 жители евакуирани во спортската сала, жолт аларм и излевање на реките низ целата држава. Грипот ги полни амбулантите. Институтот за јавно здравје бележи за над 2 пати повеќе болни за една недела. Агент на Федералната служба за имиграција уби жена во Минеаполис. Федералните власти тврдат дека било самоодбрана. За локалните потегот е неоправдан. А во тема на денот вечерва за состојбата со грипот и за тоа дали зголемениот број на болни може да го продолжи распустот за учениците. За ова ќе разговарам со директорката на Институтот за јавно здравје, Марија Андоновска. Останете со нас. Лидерот на СДСМ Венко Филипче експресно ја одби поканата за лидерска средба на која меѓу другото според најавите треба да се најде и укинувањето на техничка влада пред избори. Филипче вели дека ова е реализација на планот кој неговата партија го открил, а води кон предвремени избори. Според Мицковски, потегот е неодговорен. Катерина Нешкова ги има деталите. Филипче не седнува на лидерска маса со Мицковски. Лидерот на СДСМ го одби предлогот на премиерот за средба на која парламентарните партии требаше да разговараат за заглавениот избор на народен правобранител, за реформските закони поврзани со евроинтеграциите, но и за укинување на техничката влада пред избори. Доколку сакаат избори, Филипче им порача на ВМРО ДПМН и Знам сами да се ги распишат. Ги стави канџите во правосудството, превзема целосна контрола врз обвинителството, носи измени на кривичниот законник спротивно од препораките на Европската Унија, тоа го прави за заштита на криминалот на власта, донесе резолуција за укинување на слободата на говор на опозицијата, со тоа ја загуши дополнително демократијата, и донесе закон за полиција, за целосна партизација и за бркање на професионалците. Да не бе овие чекори, можда и можеше да се разговара, ама ова е класична мафија. Со криминалци кои се обидуваат да узурпираат се и да се спасат себе си, нема седнување на маса за техничката влада. Има само одговорност. Сето она што СДСМ го говори во изминатиот еден месец, сега се случува пред очите на граѓаните. СДСМ во текот на изминатиот мандат беше согласна техничката влада да се тргне од законот за влада како привремено решение воспоставено за изборите во 2016. Но сега се предомислуваат, бидејќи како што велат, владењето на ВМРО ДПМН е покажало дека партијата не ги сменила навиките и се уште влада е недемократски. Доколку сепак власта го послуша советот на Филипче и самостојно ја укине техничката влада и распиша избори, СДСМ ќе учествува во изборниот процес. Од ДУИ пак се воздржани. Поканата се уште не е испратена, туку само најавена. Кога ќе пристигне, ќе градиме став во врска со неа, велат оттаму. По ставот на Филипче дека нема да седне на иста маса со Мицковски, премиерот денеска оцени дека СДСМ се однесува незрело и неодговорно. Имаме многу закони кои што ценев дека треба во еден инклузивен процес, иако ќе повторам, нас апсолутното мнозинство во парламентот ни овозможува и без консултации со опозицијата тоа да го правиме. Но ете, за жал, имаме неодговорна, неконструктивна опозиција, безидејна опозиција која што се служи со вакви квалификации, како што денеска ги слушнавме на пресконференцијата од страна на господинот Филипче. Во ред, предпоставувам и ваквото однесување негово на ваков тип на обраќање во јавноста е составен дел од неговиот менаџерски договор кој што го има подпишано како председател на СДСМ во овој момент, па предпоставувам дел од обврските кои што треба да ги одработи, а се содржани во тој менаџерски договор е и ваквите навреди кон владата и одбивањето на вакви средби.
Лидерската средба Мицкоски ја планирал за 14 јануари, пред неговото заменување на конференцијата во Давос. И покрај одбивањето на СДСМ да учествува, премиерот не се откажува од средбата и најави дека до утре ќе испрати официјални покани. Од коалицијската вреди ја поздравија иницијативата на Мицкоски и потврдија учество на средбата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Минатата 2025 година поскапело речиси се, покажуваат анализите на Државниот завод за статистика. На годишно ниво инфлацијата била 4,1%. Од владата најавија затворање на маркети кои не ги почитувале законските обврски. Но дали тоа ќе може да ги стабилизира цените годинава? Одговори побера Наташа Мерсовска. Инфлација од 4,1% на годишно ниво измери статистиката. За една година најголем скок на цените е регистриран кај храната и безалкохолните пијалоци, но значително поскапеле и рестораните и хотелите, како и културата и рекреацијата. Цените на мало пак бележат скок од 3,6% во 25-та во споредба со 2024 година. Поскапело речиси се, овошјето за над 17%, безалкохолните пијалоци за 16%, месото над 7%, млекото и млечните производи над 6%. Единствено лани сме јаделе поевтин зеленчук. И додека во светот цените паѓаат, растот кај нас е драстичен. Виновни за високите цени, според анализите на владата, се маркетите, кои не го почитуваат законот за нефер трговски практики и ставаат високи марши. Докази велат дека има и најавија клучна врата ако продолжат да го кршат законот. Од Сојузот на стопански комори, чии членки се ланците маркети, велат дека законот треба да се почитува. Ако владата има докази, слободно нека казнува. Инаку Евростат објави намалување на годишната инфлација во еврозоната, а и ФАО падна цените на храната трет месец поред. Декемвриските бројки ќе ги соопштат утре, но сите очекуваат падот на цените кај месото, млечните производи, шеќерот и растителните масти да продолжи. Единствено кај житарките е можно благо зголемување. Инаку првичните планови на владата беа инфлацијата во 2025-та да се спушти на 2,8%, а потоа е ревидираа на 3,9%. Пониска инфлација од 2,5% се очекува оваа година. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Бројните дождови предизвикаа поплави. Алармантно во Кичево. Над 100 жители евакуирани во спортската сала. Жолт аларм и излевање на реките низ целата држава. Грипот ги полни амбулантите. Институтот за јавно здравје бележи за над 2 пати повеќе болни за една недела. Обилните врнежи од дожд предизвикаа проблеми низ целата држава. Најсериозно е во Кичево. Повеќе од 100 жители се евакуирани и привремено се сместени во спортската сала во градот. Општината најавува интервенција во нивните домови од утре, ако дозволат временските услови. На стотина жители од Кичево целосно им се уништени домовите по вчерашните обилни дождови. Бидејќи во моментов нема услови да живеат во нивните поплавени куќи, сместени се во спортската сала Христо Узунов во Кичево. По вчерашното изливање на реката, во очај велат дека се оставени без ништо, немаат ниту функционален дом, поплавена им е целата опремнина, а немаат ниту каде да одат со нивните деца. Значи ова не е срамота. Уплави, све, стресо, едно, друго. Може да видите и сами. Значи имаме многу вода, многу голема поплава, значи многу куќи поплавени имаме овдека. А кајде ојме ние утреденца да скијаме пак? Во вода, внатреко све ни е поплавено. Тепици, јоргани, едно, друго, кајде ојме ние да скијаме? Многу лошо. А има некои куќи по 2 метра сигурно напред. Кај мене не беше баш толку дека се 70-80 сантими. 30 години су по можда 10 пати. 10 пати овој. По поплавите, откако беа сместени во спортската сала, денеска ги посети градоначалникот на Кичево. Тој вели дека им се обезбедени душеци, грејење и храна. Поради големото количество на вода, службите не може да влезат со механизацијата да го расчистат теренот. Формиран е кризен штаб, ќе ги посетуваат лекари 2 пати дневно и ќе бидат ангажирани хигиеничарки од општината да одржуваат хигиената. Формиравме кризен штаб, со тој кризен штаб одлучивме времено да ги сместиме тие најзагрозените што немаат каде да се сместат во оваа спортска сала. За среќа колку толку има грејање. Во соработка со Црвен крст обезбедивме креветши, обезбедивме ќебиња, нешто храна. Дел ќе донира самата општина Кичево, дел ќе видиме со кого имаме соработка како општина и локална самоуправа од рестораните што може да споделат за да имаат топол оброк.
Планот на општината е откако ќе се повлече нивото на реката да се направи конечно насип за да не се излева реката при обилни дождови. На неколку години, при непогодно време, постојано им се поплавуваат домовите на овие жители, бидејќи живеат многу блиску до реката. При првата можност која ќе може да влезат машините, прво ќе се исчисти речното корито, значи тоа планираме, ајде, да речеме од утре, ако дадат условите, да се направи еден насип за да не доаѓа повеќе вода на страната на куќите на оштетените. Потоа веќе во втора фаза ќе се направи еден список на најзагрозени, па во соработка со Црвениот крст да им обезбедиме основна покуќнина, кревети, ќебиња, постелнини, сите оние работи што се основни за да колку толку продолжат да живеат нормално и во меѓувреме мора да бараме едно системско решение за трајно сместување и уредување на речното корито. Во евакуацијата на жителите учествува општината, ДЗС, Црвениот крст и службите од Кичево. Жителите на ова место бараат да бидат сместени во социјални станови кои се обезбедени во градот. Меѓутоа градоначалникот вели има 30 станови, но никој во минатото не презал мерки да се обезбеди струја и вода во нив. Планот му е вели да им се најде трајно живеалишта, наместо повторно да бидат вратени во куќите до следната поплава. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од попладнево повторно има врнежи од снег во делови од државата. Министерот за транспортни и коловски од Мавровскиот регион информираше дека сите камиони на Македонија пат се на терен и сообраќајот по сите патни правци во државата се одвива без прекин. Тој упати апел до граѓаните да ја прилагодат брзината согласно условите на патот и да ги почитуваат обврските за возење во зимски услови. Веќе сте ставени во функција сите камиони со кои што располага Македонија пат, а исто така помагаат и компаниите кои што се ангажирани да работат на расчистување на снегот. Можам да кажам дека на ниво на држава сите патни правци се проодни и никаде нема застој. Исто така би сакал да апелирам до граѓаните внимателно да ги користат патиштата, да ја прилагодуваат брзината согласно условите на теренот. Многу битно да користат зимски гуми и секаде каде што е потребно помошна опрема од типот на ланци и сето она што е потребно и што го препорачуваат надлежните со цел да имаме сигурен и безбеден сообраќај. Оваа ситуација ќе се задржи и следните денови. Ние ќе бидеме во постојана комуникација и координација со цел да сообраќајот непречено се одвива на ниво на држава. Граѓаните стигаат онаму каде што е потребно, особено сега после празниците, бизнисот да може непречено да се одвива. Уште еднашка апел до граѓаните за одговорно возење и за почитување на сите правила кои што ги имаат надлежните. Поплавени куќи, дворови и непроодни улици во Охрид. Поројните дождови оставија голем дел од граѓаните будни во текот на изминатата ноќ. На терен делуваат сите локални јавни претпријатија. Поплавени куќи, подруми и дворови, непроодни улици, заглавени автомобили под вода, излејани реки. Ваква е сликата во Охрид по обилните врнежи од дожд. Дел од граѓаните божикните празници ги поминаа будни, справувајќи се со невремето. Кризниот штаб на итен состанок преку мапирање на критичните точки ги интензивира теренските активности. Наврнато е огромно количество на дожд, најмногу во Охрид во Македонија, околу 60 литри на метар кубен и представува сериозен предизвик. И ова снег што заврна Сабајлево до одредена висина планините ќе представува сериозен предизвик во наредните 24 часа. Најголем проблем, без исклучок, кој што го создават е Коселска река и она кое што надоаѓа од Дебелополе по каналите. Отворени се, постојат на 2-3 места канали отворени кои што 30 години вода не примиле, значи тоа после 30 години се случуваат и добар дел од куќите кои што се тука се веќе поплавени и се во опасност поплавата нормално продолжи, таа Коселска река е излиена на неколку места. Екипите на општинските јавни претпријатија интензивно работат на терен на повеќе локации за надминување на проблемите предизвикани од обилните врнежи од дожд. Уште еден проблем има кај населбата Рача кај булеварот, поврзано со патниот правец према Охрид е сериозно поплавен, па ќе се проба со некакви бразди во зелениот појас да се среди сето тоа, така да предизвик голем ке во наредните 24 часа. Ама не се само овие 24 часа, Охрид врни константно доста денови и буквално се повторува оно што се случи пред отприлика месец и половина, така да ние сме во полна снага како кризен штаб.
Од општина Охрид велат дека состојбата постојано се следи и апелираат граѓаните да избегнуваат движење низ ризичните подрачја и навремено да пријавуваат критични состојби до надлежните служби. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Истокот од државата, како што информираа попладнево од Центарот за управување со кризи, има излевање на Кочанска река кај Горни Подлог и Оризарска река кај Градовци. Проблем предизвикуваат и одрони на патиштата, а најсериозно е на делницата помеѓу Делчево и Македонска каменица. Интензивните врнежи од дожд на повеќе патни правци во источниот регион предизвикаа одорни од земја, камења и карпи, кои делумно или целосно ги блокираа коловозите. Најпогодени се ридско-планинските делници, каде што нестабилниот терен, дотрајаната инфраструктура и недоволната превентивна заштита создаваат сериозен ризик за сите учесници во сообраќајот. Возачите се соочуваат со отежното движење, намалена видливост и опасност од ненадејни одрони, особено во ноќните часови. Одрони се чистат непрекинато веќе 24 часа. Синоќ имавме интервенција на патниот правец од Делчево до село Истибања и од Македонска каменица до Рудник саса со 3 машини и со 5 камиони опремени со ножови. Толку многу имаше одрони. Во Делчево и на патот кон Пониква започна да врне снег, па екипи на Македонија пат паралелно работат на рачистување и на снежните наноси. Имаме 2 возила камиони опремени со нож на интервенции на чистење на одрони и едно возило на интервенција према Пониква на чистење на снег. У моментот почнува да врне во Делчево. Снегот уште е мало, тука од 3 до 5 сантиметри, меѓутоа мора да се интервенира. Имаме возила камиони што опремени со ножи и со соларки кои се спремни да чистат и снег. За сега патните правци се проодни, нема забрани и ограничувања, но има препорака за крајно внимателно возење со намалена брзина и прилагодување на условите на патот. За Сител, Трајан Ристовски. Дождот и снегот предизвикуваат проблеми низ целиот регион. Институтот за јавно здравје бележи за над 2 пати повеќе болни за една недела. Агент на Федералната служба за имиграција уби жена во Минеаполис. Федералните власти тврдат дека било самоодбрана. За локалните потегот е неоправдан. Да, грипот ги полни амбуланти, тематичните лекари велат дека новогодишните прослави го дале резултатот. Прославите пред Нова година и собирите за време на празниците го расширија грипот. Периодов ординациите на матичните лекари се полни со болни граѓани. Бројот на пациенти со симптоми карактеристични на грип почнал да се зголемува во последната недела од декември. Најчесто се појавуваат со симптоматологија висока температура. Таа е температура од 39 па дури 40 степени, што е нормална за грипот и трае по 5-6 па кај некои пациенти до 7 дена. Се појавуваат со една изразита омалачност, со една изразита главоболка, која што исто трае по неколку дена, класични болки во телото, во коските, во пределот на крлицата, значи во грбот, замор. Потоа може да се појави некое гребење во грлото и сувана дразнителна кашлица. Доколку некој ги има овие симптоми, да не паничи и да не трча веднаш на лекар, советува доктор Ѓоргиевски. Треба да се плашат. Во првите 3 дена тоа е нормална симптоматологија на грип и не постои некој чаровен лек кој што ќе им помогне. Треба да пијат бруфени, аналгетици и слично за намалување на температурата и во консултација со лекар да употребат, ако има потреба, од некој антивирален лек. Ако температурата после 3 дена продолжи да е висока и во текот на 2 до 3 часа по пиење на аналгетиците повторно се качува, се појавува некоја засилена сува кашлица или кашлица со искашлок, стегање во градите и поизразито малаксност, тогаш веќе треба да консултираат лекар, бидејќи може да се накалеме некоја бактериска инфекција како дополнителен причинител. Инаку вирусолошките испитувања покажаа дека оваа сезона во Македонија циркулира грип од типот А. Александар Динев, Сител телевизија. Во тема на денот како што најави вечерва разговарам со директорката на Институтот за јавно здравје Марија Андоновска. Андоновска, добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Добро вечер. Благодарам на поканата. Денеска го објавивте извештајот за состојбата со грип во првата недела од јануари. Според официјалните податоци има зголемување на бројот на болни за 2,2 пати повеќе од претходната недела. На што се должи ова? Дали ова е резултат на овие новогодишни забави?
Како што споменавте, Институтот за јавно здравје следи состојбата со грип. Добиваме пријави од страна на центрите за јавно здравје и од нивните подрачни единици за состојбата. Оние луѓе кои што се пријавени кај матичните лекари се пријавуваат во центрите. Центрите тоа го прават во институтот, а ние ја правиме целокупната анализа, ја следиме состојбата и нормално секоја недела објавуваме извештај за тоа и транспарентно ги објавуваме податоците, но секако даваме одредени препораки и евентуално мерки за понатамошно делување. Како што споменавте, ги добивме информациите секој четврток. Тоа ни е тековна работа. И во текот на оваа прва недела од 2026 година, што го опфаќа периодот практично од 29.12 од претходната година, заклучно со 4.1 од 2026 година, бројките говорат дека во Македонија се пријавени 1725 случаи на групни пријави за заболени од грип или заболувања слични на грип. Како што споменавте, тоа е за споредбено со претходната недела 2,2 пати повеќе од претходната недела, но правиме и компарација и со истата оваа недела во минатата сезона. Во однос на истата оваа недела во минатата сезона, бројот е за 5 пати поголем од претходната сезона, но и за 38,7% поголем во однос на сите оние 15 сезони поред. Значи, истата недела во 15 сезони, оваа недела и од тука имаме одстапување од оваа бројка. И бројот на пријавени лица во минатата сезона бил 331. На што се должи ова? Правите ли некаква анализа на Институтот за јавно здравје? Што покажуваат лабораториските резултати? Зошто волкав број? Поголема е преносливоста на она што е потврдено како позитивен резултат? На што се должат ваквите бројки? Не можеме да знаеме дали во минатата сезона или минатите сезони имало пријавување со изваков интензитет. Значи, ние работиме на она што ќе го пријават матичните лекари. Веруваме на тоа дека се што е дојдено на матичен лекар и што е диагностицирано дека се работи за грип или некој друго респираторно заболување од ваков карактер, дека можеби се должи на мутацијата што е оваа година, бидејќи знаеме дека секоја година вирусите мутираат, вклучително и вирусот на грипот. Може би оваа сезона има поголема преносливост, поголема транспарентност. Тоа не можеме да го знаеме, но ние правиме споредба на бројката која што е пријавена во минатата недела, минатата сезона, минатите сезони, но и на симптоматологијата што ја има. Немаме одстапки во однос на симптоматологијата, значи остануваат истите оние симптоми, значи се јавува многу нагло, има општи респираторни симптоми, претежно температура која што е повисока од 38 степени, главоболка, болка во мускулите, општа слабост, болка во зглобовите, кашлица, течење на нос, заднат нос, но може да даде според информациите кои што ги поседуваме и гастроинтестинални проблеми, мачнини, повраќање, диареја и слично. Компликации се забележуваат само кај оние ранливи категории на граѓани. Може да се јави пневмонија, бронхопневмонија, кај деца, кај луѓе постари од 65 години, оние кои што имаат некаква друго хронично заболување и слично. Практично симптомите се исти, но бројот, како што гледате, во моментов е поголем. Секако игра улога и периодот, нели, очекувано е дека во овој период ќе имаме зголемување, пикот се очекува да биде кон крајот на месецот и почетокот на другиот месец, и тоа не е за прв пат, нели? Секогаш од прилика во овој период се случува пикот на грипот, зошто на тогаш се инфлуенцата. случува пикот, да им биде појасно на Сметаме гледач? дека самото време, бидејќи токму во овој период имаме повеќе празници кои што се прославуваат, луѓето се собираат дали дома, дали во кафетерии, некаде надвор, сепак се собираат во поголем број, раздвиженост поголема има по моловете и нормално е да има поголема трансмисија или поголем пренос во овој период. Очекуваме дека после, веќе во втората половина на февруари, како и секогаш, ќе настане намалување и надминување
на пикот и нормализирање на ситуацијата. Сега, ако се движат вака бројките на вака голема разлика во бројот на болни, очекувањата секогаш се дека со враќањето на учениците во училиштата рапидно се зголемува бројот на болни со оглед на тоа дека многу полесно се шири во училница. Има ли можност да препорачате продолжување на зимскиот распуст? Се размислували за такво нешто? Да, јас споменав и повеќе пати го споменувам истото дека како институт ние следиме состојбата. Ако видиме дека има драстични отстапувања од бројките, бидејќи како што споменав, ова што ни се случува во моментот, да, бројките се поголеми, но не е очекувано, не е нешто што не сме го очекувале. Секогаш во овој период имаме зголемување на бројот на заболени. Со враќањето на децата во училиштето ќе се случи предпоставувам после 20 овој месец, тогаш кога ни е предвиден дека ќе биде и пикот во оваа сезона. Ние ќе ги следиме и тогаш бројките и секако дека навремено ќе алармираме и ќе препорачаме одредени мерки кои што ние како институт можеме само да ги препорачаме. Понатака дали ќе бидат истите донесени или не, тоа ќе зависи од другите институции. Верувам дека ако навистина се види дека има потреба, дека и ќе се направи такво нешто, но да не брзаме, да почекаме, секако ги следиме. Она што е важно дека го следиме на дневна основа зголемувањето на бројот. Да, сигурно се заинтересирани учениците, имаат уште околу 2 недели распуст, но Министерството за образование тоа кое што ќе треба да одлучи дали би се продолжил распустот. Најважно е дека ситуацијата ни е под контрола. Ние следиме се и доколку видиме дека е потребно такво нешто, секако јавното здравје, безбедноста и на учениците и на граѓаните нормално ни е приоритет. Сега ве прашав што е потврдено во лабораториите на Институтот за јавно здравје. Прашањето ми беше во насока на тоа што имаме најмногу. Дали имаме кај позитивните случаи најмногу грип, респираторен синцицијален, дали имаме SARS-CoV-2 или COVID вирус, за што се работи, што покажуваат анализите во лабораторија? Како што споменав, во Институтот за јавно здравје се само дел од испитаниците. Останатите се испитуваат во одредени други лаборатории низ државата. Ние ги сумираме сите податоци. Конкретно во текот на ова прва недела во институтот, во вирусолошката лабораторија на институтот, пристигнати се 51 материјал од рутунскиот и од SARI надзорот за лабораториско тестирање, тестирани за инфлуенца, SARS-CoV-2 или РСВ. Од купно тестираните материјали детектирани се 13 позитивни случаи на грип. Ова зборувам само за во институтот. 13 позитивни случаи на грип, инфлуенца А и еден случај на инфлуенца АH1, на предходно беше АH3. Дополнително детектирани се 4 случаи на РСВ, тоест респираторен синцицијален вирус, и еден случај на РСВ тип А, како и 3 случаи на РСВ тип Б. Нема докажан случај на SARS-CoV-2 позитивни лица во моментот во институтот немаме во зборувам за оваа недела. Сите оние останати бројки кои што ги споменав, вкупно 1725, ни се како информација која што се пријавени по другите градови и во однос на заболените лица најмногу се пријавени во Скопје, 716, во Тетово имаме 339, Куманово 150, Велес 109 и во повеќе градови бројката е под 50, имаме градови каде што и бројката е и под 30 случаи. Можеме да кажеме дека во Дебар се бележи многу висока активност, без разлика што во Скопје се најголем број според процентот на население. Сепак во Дебар се бележи многу висока активност на грипот. Во Велес и Тетово имаме висока активност на грипот. Средна активност имаме во Скопје, Куманово и Штип, а во 10 единици се бележи сезонска вообичаена активност на грипот, додека во Радовиш и Демер Хисар се бележи многу ниска активност на грипот. Тоа го покажуваат бројките, имаме бројки по возрастни. Гледам дека по возрасти најзастапена е грипот или заболување слични на грип кај возрастна група од 5 до 14 години или повторно ќе се вратиме. Тоа е највисоката инциденца во однос на возрастната училишна возраст. Точно, во однос на возрастната дистрибуција 790 и 749 лица се на возраст од помеѓу 15 и 64 години. 618 се деца на возраст помеѓу 5 и 14,
229 се деца на возраст помеѓу 0 и 4 години, 129 се лица на возраст над 65 години. Според ова, највисока инциденца нели се регистрирани кај деца од 5 до 14 години, токму кај оваа категорија која што ја зборуваме и ќе видиме дали ќе има потреба од дополнителни мерки. Ги кажавте вашите очекувања, но кои се препораките на Институтот за јавно здравје, како граѓаните да се заштитат во една ваква сезона на празници, на поголема раздвиженост, на собирање во домовите за празниците, помина Божик, но следуваат и други празници. Што препорачувате вие, како да се заштитиме од грип? Ние имаме два вида препораки. Едните се кон овие кои што како да се заштитиме, но имаме и препораки како што да правиме кога веќе ќе ни биде диагностициран грип или некое друго слично заболување на респираторниот систем. Во однос на првата група, првата категорија, не може во овој период да кажеме дека треба целосно да се одбегнуваат нели сите оние собери. Празниците се такви. Но, доколку има можност и доколку препорачуваме да не се посетуваат, не можеме да кажеме да нема собиранки, да нема прослави, тоа е нормално. Но ако има простор да се избегне нешто такво, или посета на некој мол, на некој маркет каде што има голема фреквенција на луѓе, во таков случај да се носи барем маска кај оние, особено кај оние граѓани кои што се над 65 години, кај оние кои што имаат некакво друго хронично заболување, или се деца, или се бремени жени. Барем кога се во такви средини, во такви, како да кажам, места каде што има голема фреквенција, да носат заштитна маска. Целосно избегнување на собиреве во периодов не може. Кога ќе завршат празниците, да, тогаш даваме препорака да се избегнуваат собери доколку нема потреба за сето тоа. Понатака често да се мијат рацете со најобичен сапун и вода. Вака изгледа многу едноставно, многу просто се тоа што го кажуваме. Но верувајте дека статистиката покажува дека доколку се следат овие препораки, навистина имаме спречување на трансмисијата, тоест на преносливоста, па спречување на компликациите со самото тоа, миење на рацете, проветрување, добро да се хидрираат, да се пијат течности, да се зема лесна храна, богата со витамини и нормално здравите животни навики, доколку е возможно да се искористи слободното време за некаква физичка активност, одмор, спокој, без стрес, така да тоа се препораките кои што ги даваме за како да се заштитиме. Исто така многу се важни препораките кои што ги даваме и за оние кои што се веќе заболени. И потенцирам да се седи дома. Да се седи дома доколку се докаже дека или се пројават било какви симптоми. Родителите да не ги пуштаат децата во училиште, да не ги пуштаат децата во градинка. Од две причини. Прво, заради тоа што да спречиме трансмисијата, преносливоста. Некој навистина можеби, некој детенце или некој возрасен човек кој што ќе биде на работа, ќе го помине тоа народски кажано на нога. Но ќе го пренесе на некој што ќе го помине многу потешко. Некој што ќе развие некаква компликација. Или дома ќе го однесе, па дома има некој повозрасен човек кој што ќе го пренесе, некој хронично болен или возрасен лик, каде што нема да имаме лесна клиничка слика, туку ќе се јават одредени компликации. Тоа е првата работа зашто треба да се остане дома и зашто треба децата да бидат оставени дома. Втората работа е за самите деца или за самите луѓе. Многу подобро ќе поминат доколку мируваат во домашни услови и ја примаат симптоматската терапија. Зошто сега некој кој што веќе пројавил симптоми, да го на некој начин да го изложуваме на дополнителен стрес, кога знаеме дека во такви услови треба да мирува. Исто така, доколку постои можност да се изолираат дома во домашни услови, да немаат близок контакт со другите домашни, ако кај некого е веќе диагностицирано, да при контакт со домашните нормално да носи маска или ако има простор да престојува во друга соба, истата таа соба да се проветрува, да се држи хигиена, повторно нели истите оние препораки како и
при превенцијата. Така да тоа се општите препораки кои што апелирам да се почитуваат и со сигурност тврдам дека даваат резултати доколку се почитуваат, иако не изгледаат многу банално. Да, се многу значени за заштита и спречување на ширење на грипот и сите болести слични на грип. Андоновска, се надевам дека граѓаните ќе ги почитуваат овие ваши препораки за да имаме што помалку болни. Ви благодарам многу за гостувањето и за овие совети. И јас верувам во тоа и ви благодарам на поканата.